Притвор за две сопственички на приватни домови за стари лица во Центар и Бутел, поради суров, нечовечки и понижувачки третман на згрижените. Спротивно на сите правила, во собите сместувале мажи и жени заедно. Немале доволно кревети, па дел спиеле на тросади во дневната соба. Имало и случаи кога двајца спиеле на ист единечен кревет. Прво обвинетата во домот во Бутел сместила 27 корисници, иако имала дозвола само за 21 лице, а заедно со второ обвинетата во установата во Центар сместиле 33 корисници, иако имале дозвола само за 17 лица, велат од обвинителството. Во двете установи им била служена храна со поминат рок. Дел од корисниците биле постојано заклучувани во посебни простории, а на дел им давале лекови кои не биле препишани од лекар. По наредба на јавен обвинител, на сите згрижени лица им е извршен лекарски преглед и анализи од страна на стручни лица од Институтот за судска медицина. Надица Кекич, чија неподвижна мајка речиси 4 години била сместена во домот во Центар. За Сител вели дека не е бил дозволен влез во собата. Посети се правеле во посебна просторија или ако е убаво времето во дворот. Ја и не знам како изгледаше собата во Актив за мајка ми, као тоа под број 1. Дали нешто таму имало или не можам да знам, пошто мојата мајка е дементна. Јас кога одам, некогаш и ме препознава, некогаш и не. Она ми се нема пожалено, пошто она ради диагнозата и не може да се пожали дека нешто се случува или дека нешто се дешава. Меѓутоа, еве, например, сега последно што се случи, после летните одмори, јас кога отидов таму, видов дека малку е устата искривена и окото е паднато, и кога отидов да им укажам за тоа, дека жената или била на промаја, па има пареза на нервот фацијален, или можда имала мозочен удар, една од собственичките, Наташа ми рече, па ја не сум ги видела, ја вчера се вратив од одмор. Откако домот бил затворен, Кекич вели дека не добила помош од институциите за да најде ново сместување за мајка ѝ. Вчера, например, во 11:30 ми се јави социјален работник, социјална работничка, жена беше, по телефон да ми каже дека до утре вечер морам да извадам мајка ми од дом и да си ја земам затоа што домот веќе нема да работи. На моето прашање зошто нема да работи домот, она ми рече затоа што нема доволно персонал. А ја и реков, јас бев пред недела дена, носев лекови и никој не ми кажа дека затвараат за немање персонал. Она ми рече, толку знам, пријатно, и ми затвори телефон. Толку беше од социјалниот работник. Отидов да видам што се дешава. Кога отидов пред домот, беа сигурно некои 30 на луѓе, сите собрани да си ги земат своите од таму. И тоа беше еден таков хаос, подпишувавме само некои листови изјави дека ги земаме, они печати немаат, пошто све им е одземено. Сите бевме во таква паника, ни ги носат на тој студ надвор, па пошто ќе видат дека е студено, па ги прибираат внатре, па за секој штитеник во кеса од ѓубре стварите му ги фрлаат надвор. Количка не ни дадоа, пошто не смеле да ни ја дадат, а ја имам однесено и количка и дубак во домот. Според обвинителството, месечно двата објекти сопственичките заработувале вкупно над 36.000 евра. Мартин Арсов, Сител телевизија.